Синдикатот алармира власта и натаму тактизира околу зголемувањето на минималната плата на 300 евра. Новата министерка за труд и социјала која беше на средба со синдикатите не сакаше ништо да каже дали како влада ќе го прифатат нивното барање, иако првиот синдикалец бараше итно покачување на минималецот. Алфа праша дали власта ќе им излезе во пресред, но министерката наместо одговор ја напушти пресконференцијата. Само едно кратко прашање пред да одите ако не е проблем. Ние продолжуваме понатака и професоре Стојковски повелете може да се вклучите ако ме слушате. Од владата велат дека во понеделник ќе биде организирана средба на економско-социјалниот совет, која досега неколку пати беше одложувана. Од ССМ бараат уште утре да има итно покачување на минималната плата на 18.000 денари, зашто според нив се живо било поскапено. Па така работниците немале време за чекање ниту ден, а камоли со месеци како што најавуваат од владата. Дарко Димовски рече дека ако не им се чуе нивниот глас, веќе од следната недела најавуваат се работнички штрајк. Зголемувањето на минималната плата и зголемувањето на сите останати плати треба да се случи уште утре. Ние бараме како рамноправни социјални партнери и го аргументираме се во ова на база на оваа анализа за ефектите на минималната плата врз предпријатијата како и работниците и со оваа анализа докажуваме доколку се случи уште утре, ние ќе имаме задоволен работник, попродуктивен работник, но и поголем профит за компаниите. Последната анализа за раст на платите покажала дека нивното зголемување немало негативно да влијае ниту на компаниите, ниту пак на продуктивноста на работниците како што стравува бизнис заедницата. Економистите велат дека сето тоа ќе ги мотивира работниците да бидат повеќе продуктивни, а со тоа ќе се зголемат и профитите на компаниите како и бруто домашниот производ. Имаме податоци од ПНБ, кои што се за платите на работници. Значи сите работници кои што се официјално работени, кои што добиваат официјална плата во државата, се вклучени во нашата анализа. Сега минималецот кај нас изнесува 15.194 денари. Според статистиките на ССМ, дури 110.000 работници земаат минимална плата. Инаку синдикатот минатиот месец организираше предупредувачки штрајк, кој досега неколку пати ги наведе истите барања, а тоа е најниска плата од 18.000 скалесто зголемување на сите останати плати, како и К15 за вработените во јавниот сектор.